мисле се стега, чим толку нешто посега. Чим трне по својата вистина, и ке се случи белјана вистина. Еј, така од секогаш било, даваш така же ме се најлю. Еј, како те оболи, дале стварени филмски театри. Сланинава. Што рече? Да знаеш како се вика? На колове ти Сланина? Мисле планина. Не сте паметни ви од пролет. Пушти го. Го пуштам го, ако ми каже така да го немам тарабука. Кој ти е тој тарабука? Пушти ме. Вака произледа што сум мал. Почекај да дојде некој поголем. Тоа ќе си го видиш. Бени! Глеј колку си им се правиш силен на мали деца. Ај ще да добиеш и тие на порција. Кој се усмелува да го чепка мајор, бе? Јас. Почува работата. Пирај и масирај. Го барам тарабука. Ако ми кажеш каде е, нема да ме направам бумбар главата на Малечкиов. Кој ти е па тој сега тарабука? Не го познавам. Не го познавам. Ај, остави. Кажи ја тарабука! Ти кажавме дека не го знаеме. Кој е тој тарабука? Ако не знаете, секој ден поја ластик. Еден сум, бе, што сакаш? Кај си, бе, тарабуко? Ама си се скрил. Никој жив не може да те најде. Тебе ли да се крием, бе? Сега ќе си Еј, готов. Еј, тарабуко, ама си силен. Храбар си само зад пријателите. Каде сакаш, кога сакаш? Ќе те најдам јас, ќе најдам кај живееш. А со тебе посебно ќе се разберам. И што е целава работа помеѓу тебе и дебелиот? Ај, се случи кога една случајно налетав на нив. Пази, бе, кускуле, ми удри граите. Треба ми платиш оштет. Слушате, јас те удрив главата, а ти треба да ми платиш уште. Абе, мали, ова тука е наша мал. Тука владеат само наши правила. Овде се плаќа оштета за удрени гради. Добро, полека бе. Не знам дека кај вас вредат повеќе градите од думот. Чекај. А што ти е толку лут на тебе? За тоа што случајно си го удрил? Не, мислам дека заради бандата во која што беше. Седни, къскиот колбаси бе, уживај. Ако тој седне, јас си одам. Чао, брат. Која банда, бе? Мора многу да си го налутил. И што со моја крш има такви пријатели? А чекај, од кај се целата работа со тарабука? Тоа е заради оната рабука на што ја украдов, за да се приклучам на бандата. Донесе тарабуката. Жалам тарабука. И
затоа сега тој сака да ти врати, така? Нема проблем, ќе биде услужен. А да заборавиме на него, ќе го избегнуваме неколку дена и тој ќе заборави на се. А јас до тогаш јадам ластици, а? Таквите типови не заборават. Управо си, и име нарече кокалици ќе направам се што треба да се направи во врска со тоа. Така е, бе. Така е. Ти, сега те начекав. Ајде вади се што имаш од џабовите. Па, еве ти го перископ на суперок. А еве го објективот. Имам и мини командна табла од помошната ракета на лошиот Илон. А што вара тука? Ама ќе се најде. Мислиш ли ќе стигне до таму? Не знам, ама зошто ти се овие работи? Ова е супер славлет, си го пробал? Не, Ајде, јас плаќам. а да дрпнеме два сладоледа? Знам како ќе го средиме. Како? Ќе го надлудриме. Еј, мали, каде? Јас ќе му поставувам стапици. Одам да земам се што ми треба. Јас имам план. Ќе речам на Филис да ми помогне. Ако е толку глупав како што викаш, јас ќе го средам. Нема потреба. Можем јас и сам. Јас на работа. Ајде се гледам. Ајде. Слушаме се, тогаш ти ќе ги дрпнеш сладоледите, јас ќе те чекам онди и потоа фаќаме штрафта, свати ли? Абе, многу ќе е комплициран планот. Побили, Побрзај! Фрейдовник. Гледаш, Бред Пит. Сум ти рекол, јас ти си роден за филм, треба да се фокусираш на твојата кариера. Кој знаеш, Холивуд ќе стигнеш. Остави го ице. Какви леки користиш? Па, уште не се одлучил. Каков објектив? Зависи од леките. Тоа ти е исто како филмач Джесија, да не го знаеш тоа. Дали е камерата? Стаќа ти е камерата кога не знаеш да ја користиш. Нема да го извадиш таравука со ваква глупа финта. Не ми се верува колку сте наивни ви од Холивуд. Ха! Ќе видиш ти. Што си направил? Решавам проблемите на супероко. Ај не почнуваме пак. Туку дојавме пак по сладоледи? Нема проблем. Како ти успеа да ми го крадеш сладоледи пред очи? Крадам, крадењето е глупава работа. Како ти ги дава сладоледи, бе? Јас сум редовен муштери овде, си плаќам на крајот на неделата. Значи ти ме частиш цело време. Да, Фала. нема проблем. Ајде. Замка дебелиот да се фати на мамка. Децата мислат дека е наивен тој. Дебели глупав е неговиот, свој, но изведнот знае да лаже.
Не може Кристина да каже, да изгледот понекогаш лаже. Şişko içeriye girince biz kapısını kapatıp çıkacağız, tamam? Evet ve mahalleden her zaman için gideceğine söz vermezse onu bırakmayacağız. bicepsi ima, Каде беше баш? Дали може да ни помогнеш? Ставам на располагање. Па, овие треба да ги дигнеме во гаражата. Таму најдолу, во оној ќош над зидот. Сега. Јас успеав. Мислам дека ги скршив табаните! Па Дани, не се во мускулите, има нешто и во главата. А и поздравете ми го господин од Таравука. Многу ниско паднал, чем дозволил дами да го бранат. Како не се гледа тие врати? Како може да не тие врати, бе? Па така, сега кај него. Со таквите треба поинаку. Фала Богу што дојдовте. Што се случило, бе? Дебелиот не затвори. Веќе не е само помеѓу тебе и дебелиот. Сега не засега сите. Право си. Како може да ве затвори? Како тоа ве затвори? Како може да ве затвори? Па сакавме да го затвориме и да го натераме да ни вети дека повеќе нема да се врати во малото, но тој не измами. Ич не е глупав како што мисливме. Да видиш како се разбера во камери. А и супер атлетски бицепси имам. Тоа што човекот ги пушта своите војски да го бркаат супероко. Овој бега преку една бездна. И затоа супероко мора да најде начин да ја премине бездната, но и да го задржи јажето, за да не може другите да стигнат до него. А зашто не скокне на карпата? Ама супероко не може да скокне толку високо. Тој само може да гледа далеко. Јасно, му треба јажето да прескокне карпата, но и да го задржи за подоцна. А го знаеш ли трикот со магичниот јазал? Не. Првен, префрли го јажето околу гранката, фати го едниот крај
фрли го над гранката и протни го низ јазволот. Сега, ако го повлечеш едниот крај, јазволот останува стегнат, но ако го повлечеш другиот, јазволот се одврзува. Така Супер Око ќе може да се качи на карпата, но и да го задржи јажето за подоста. Коптор трик. Каде знаеш ти во работи? Читам, учам, прашувам. Знаеш дека си личи да шица? Со кого? Со Тарабука. Него го интересира бака. Ајде, честам сам. Ице. Ице, навистина мораш да му покажеш на типот. Ајде да зборуваме со него. Имаме погрешно мислење кон него. Сигурно дека може да се разбере со збор. Дебелиот се разбира со збор, а? Види, шо ја? Што се случува, мали? На дебелиот му поставив неколку стапици, ама тој не е толку глупав како се изгледа. Јас паднам во нив. Што има паричка? Супер лепат. Дечки, да престанем. Ова не ме засега вас, окей? Мојата честа опрашање. Не сум кукавици, нема друг начин. А од силно секојаш ме посилен. Тоа сум јас, верувајте. Мали, ти ќе не бидеш куриран. Оди кажем на Дебел дека го предизвикам на двобој. Тој нека одбере време и место. Ајде. Браво, бе. Така ќе направи. Тарабука предизвикна дебелиот му брати, кој кому должи да двобојот ке врати. И правите пање, то нешто ке реши, кој е права, кој нешто греши. Кој е права, кој нешто греши. Мали! Стварно! Дебел, рече дека те чека на напуштеното градилиште. Точно на Пладне. Добро. Ќе дојдам и ќе го победам. Зарем навистина мислиш дека не постои поинаков начин да се разберете со Дебел? Кармен, јас морам да го сторам тоа што треба да го сторам. И никако поинако? Клиентот се избива, Кармен. Навистина?
поразговараме. Како ти се допадна Дивиот запад? Кармен, разбирам што сакаш да ми кажеш. Но овој пат не зависи ништо од мене. Девој ја почна работа. Ама ти го предизвика. Да. И ако не отидам, сите ќе помислат дека сум кукавица. Значи, сега мислиш дека не си во право. Да. Што ќе помислат другите? Па ако не си кукавица, тогаш зошто се плашиш од мислењето на другите? Пази бе! Не оди пашини. Зошто се те бате? Он ме предизвика. Аре, не се прави на 3,5. Иде прво на шемала да го бачиш. Он ме навреди, ме нарече глуп. И сега ќе го натерпаш и ќе докажеш дека си попаметен? Не, туку дека си посилен. Ти стани и отрече дека не е се во мускулите, туку и во главата. Од чија страна си ти? Ако си толку паметен, како што ја знам, зошто не откажеш на папката? Зошто, што ти е на тебе? А кој победува? Никој. И 20 губи. Во сонната на Таравука. Заради него останав без пријатели. А со тепање ќе ги вратиш или новите не добие случајно? Таравука има навистина многу пријатели. И сите се заземаат за него. Ајде, кажи, што да правам според тебе и твојот супероко? Па јас би му се извинил, бидејќи го знам и тој тебе би ти се извинил. Тоа се веќе двајца пријатели. Како мислиш, двајца? Па јас сум едниот и се ги види другиот. Што се? Ти кажи, ти закажи одговор. А ти си ќе бараш те пачки што од почеток. Кој победува? Никој! И двајцата губите. Предавник. Само бали. Те предизвикувам на двобој. Јас сакам да се снимам со тебе, бе, еј, абе ти си ми другар. А оној дебелиот? Па и тој ми е другар. Тој е дебел. Тој е дебел и тој е глуп. Ако е толку глуп, што баре таа паричка на носот? Тоа е моја грешка. Стави го. Дебелиот ми рече дека ова ќе го извади лепакот. Стварно? Фала. Кажи му го тоа на дебелиот. Ти извини се мене. Ајде, рецам бе. Дарко, добар ли си бе? Си удрив ногата, извадете моля бе. Знају, Дарко е наш друга. Дарко е мој пријател. Преточка. Ово ли говор? Да. Ајде, Ми извадили некоја бе. трпи се за некој момент. бе. Работи ме на тоа. Ова е твое. Фала. Кога ќе одиме пак на сладолед? Следниот пат јас част. Слушај, јас и ти имам една незавршена работа. Извини што те нареков Таравукавица. Не, Мартин, извини што те нареков дедо. Дојди пак!
секогаш носат небољи сплетки, но се е добро кога добро заврши. Место да замамнеш подади рака, од секогаш било подобро така, само треба да се посака. Кога секој трне по своја вистина, се случува белена вистина. Така од секогаш било, кадош така живи се најмило, од секогаш така било.